Кривичниот закон бил направен од Дарт Вајдер на македонското правосудство, па Ковачевски морал да го менува. Премиерот вака ги правда измените во кривичниот закон кои биле од комунистичко време. Критиките од Европската комисија не допираат до претседателот на владата. Ако ја погледнете висината на казните и ја споредите например со Словенија, тогаш ќе видите дека се на исто ниво. Тоа што ние претходно имавме закон во кој што казните беа, би рекол, од некое комунистичко време, бидејќи беа направени од еден, јас го нарекувам, Дарт Вейдер на македонското судство и обвинителство, тоа не значи дека тие работи не треба да се променат. Инаку, вчера Европската комисија остро реагираше дека измените на КЗ се избрзани со злоупотреба на европското знаменце, кои директно ќе влијаат врз повеќе случаи за корупција на високо ниво и нивно застарување. Според Ковачевски не се говорело за злоупотреба, туку употреба на европското знаменце која крати собраниската процедура. Од друга страна, опозицијата е децидна дека нема простор за никаква комуникација и преговарање со владата и во однос на најавените измени во кривичниот закон и законот за амнестија. Претседателот на ВМРО ДПМН е дециден дека поддршка од опозицијските пратеници за овие измени ќе нема. Е закон за амнестија на криминалци за кои одредени политички партии во минатото даваа ветување дека ќе бидат или ослободени целосно или делумно. За жал, тие политички партии или дел од тие политички партии денеска се од владата. И можете да видите дека таквиот закон не одговара, ама буквално, ниту на потребите, ниту на очекувањата на граѓаните. И во име на тоа, ВМРО ДПМН не само што нема да го поддржи овој закон за амнестија, туку и истиот преку демократски алатки ќе го блокира. Законот за амнестија е во фаза на подготовка во правда. Кринар Луга демантираше дека амнестијата ќе ги опфати осудените за организираниот напад на собранието на 27 април 2017, кога речиси до смрт беше претепан и повреден поранишниот лидер на Алијанса за албанците Зијадин Сила, од која партија и е министерот за правда. Казните и според овој предлог за амнестија ќе бидат намалени за 30% на оние осуденици кои исполнуваат услови. Па оттаму ќе има голем број кои веднаш ќе си одат дома по стапување на законот во сила. Некои што се осудени до 6 месеци за посетни кривични дела нема ни да влезат во затвор.